Денеска токму тоа ни е темата – лекови за смирување. Дел од задолжителната навивачка опрема кога Македонија игра ракомет, например. Да. Добро бе, Столе, мајко му, дај да изгледаме една утакмица без нервози. Може, Столе? Појма не. Страшната вистина е дека не пиеме апчиња само за стресни ракометни ситуации, туку според Сдруженијето на приватни лекари конзумираме антидепресиви како бомбони. Додека друг извор вели дека во Македонија апчињата за смирување се пијат повеќе и од витамини. Еј, тоа всушност значи дека просечен македонец во просечен ден си лапа по една единица од онаде како се викаше, премиера, како беше? Диазепам. Абе, диазепам се вика, диазепам. Диапазам. Диапазам. Секој втор македонец пие лекови против депресија и нервоза, а лековите за смирување се како бомбончиња за охриѓани. Па уствари за тоа биле така искулирани. Ти му викаш едно долго еспресо и кисела вода, тој ти прави. Па на седативи биле, ја помислев ги мрзи да работат. Но колку точно пиеме лекови за смирување? Во 2010 над 1.250.000 рецепти реализирани во аптека. 2013 имаме енормно зголемување на потрошувачката со реализирани над 1.600.000 рецепти. И многу важно за напомена, тука влегуваат само лекови од фондот, оние што се купени со приватни рецепти. Тие не влегуваат во анализата, значи потрошувачката е многу поголема. Ако во 2010 секој втор жител употребил по најмалку едно пакување во годината, истражување од октомври 2017 покажува дека 60% од луѓето барем еднаш земале седатив во текот на последниот месец. Луѓе, толку многу лапаме диазепами, што дури и на телевизиски емисии почнавме да ги земаме. Кога се мериме со ЕСАД кој прв ќе се напие вода, јас ќе пијам прв вода за да тргне приказката, пошто така одеше најавата во почеток, но другиот дел Чи да ви даде од диазепам има ако што да не бидете нервозен. Не сум нервозен воопште, ЕСАД нема потреба. Мене ми рекано Риков, пијам диазепам че да ја смириме. Не сум ја нервозен. Не, дозволи се. Немој така да се. Борба на аргументи е сега, и на факти. Абе да стегнеме едно диазепамче. Едно диазепамче да земеме и ја се прави мангу човек. Ајде диазепамче. И окей, добро, пиеме седативи како ненормални, ама дали ги пиеме правилно? Фармацевка од аптека во Скопје вели не. Никој не чита, вели таа, дека треба да се прекине по 10-тиот ден од конзумирање, бидејќи предизвикуваат зависност. Друго медицинско лице вели од седативите имате полза ако ги земате во краток временски период и единствено по препорака на лекар. Многумина пациенти продолжуваат да ги пијат седативите кога веќе не е потребно. Кој се тие мене да ми кажува што да пијам, кога да пијам? Што може да ми се деси? Епа, луѓе, од штетни действија ќе ги споменеме. Влошена работа на мозок, неразбирлив говор, проблеми со едукација, проблеми при извршување на домашни обврски, проблеми со возење на автомобил и други превозни средства, вртоглавици, влошен крвен притисок, немалување срцева работа, депресија, намалено либидо, главоболки, кошмари, халуцинација, агресија, нарушување менструален циклус, заматен вид, болки во гради, тешкоти при дишење, отежнато голтење, чешење, црвено огадење и повраќање отоци. Сега те фатив, сега. Ти си оној што чита многу брзо на рекламине, завчињаш ти, дури што не се разбира. Ти си тој, така? Луѓе, значи, ова е сериозно, влијае речиси на се. Значи, може до толку да те поремети, што ќе можеш само да мочаш нормално и ништо друго. Оп, чекај. Врати ги несаканите ефекти. Врати ги. И неконтролирано мокрење. Супер! Најлудо од се е дека не се навлекуваат луѓе кои не знаат да читаат, кои се лековерни или не знам што. Не, најчесто зависници од тие лекови се луѓе што се добро ситуирани, луѓе што го поминуваат денот во активност или пак луѓе со континуиран проблем со кој не можат да се соочат. Ама не е таму одговорот. Како што не е ни во алкохолот, ни во дрогата, ни во прекумерното возење мотор на 4 тркала, Зоки, тоа ништо нема да реши. Проблемот не си оди сам, Зоки, бата ли моторите? Бата ли моторите?
Само да напоменам, значи, не велам дека премиерот има некаков проблем со либидото или што и да е с крај да е. Добро, оно што знам со сигурност дека нема проблем со либидото е Миленко, кој ги замолува хејтерите да не го замараат надвор од работно време, бидејќи навечер а после спие. Вистински статус. Вистински статус.